почитувани присутни на Македонската национална обединителна конференција. На почеток дозволете ми да се заблагодарам на поканата да присуствувам на оваа конференција како делегат од македонската диаспора координативно тело на Европа. Се радувам што ве гледам во толку голем број. Не се сомневам дека сите ние кои денеска сме тука ги делиме и сите вредности, мислејќи на Македонија од почетокот до крајот на денот. И токму тоа се радувам што ве гледам во толку голем број. Не се сомневам дека сите ние тука денеска сме да ги делиме истите вредности, мислејќи на Македонија од почетокот до крајот на денот. И токму тоа не прави нас поразлични од сите партии кои не доведоа до овој степен на губење на нашата татковина, а тука пред се мислам на актуелната предавничка власт. За нас Македонија е исклучителна емоција и мотивација. За нас Македонија е нашиот татко, нашата мајка, нашиот сосед, нашиот колега. За нас Македонија е нашата обединета диаспора која не представува ни светот и продолжува да ја промовира нашата земја во најдобро можно светло. За нашата квинслишка влада, историјата и минатото на Македонија се синдром кој што не им дава да одат напред. За нас пак, сите ние денес кои што сме собрани тука, историјата на нашата исконска земја е ветерот кој ни дува во грб и не движи напред кон нови предизвици. Доколку погледнеме назад во историјата, ќе заклучиме дека токму внатрешната неслуга помеѓу македонските револуционерни дејци представувала важен фактор за важни неуспеси кои Македонија наместо напред ја влечеле назад. Нашата генерација денес мора да ја извлече поуката и сите ние кои ги делиме истите вредности за постигнување на консензус по македонските идентитетски прашања, конечно да застанеме заедно сега и овде. Убеден сум дека можеме да ја изведеме нашата држава на правиот пат само доколку чекориме заедно и обединети. При тоа заборавајќи ги комплетно нашите лични интереси и ега и фокусирајќи се единствено на она што во моментот е од судбоносно значење за опстанокот на нашата нација. Имајќи го сето ова во предвид, мојата порака е мощна и јасна. Сите заедно да се погледнеме едни во други, сите да бидеме комплетно внесени во проектот за национално обединување. Само така ќе ја сочуваме Македонија и ќе се чекориме кон воспоставување на нова народна власт која ќе го постави македонецот и Македонија пред било што друго. Мораме да покажеме дека во Македонија, како и во секоја друга достојна држава, јавно искажањето мислење на народот ќе се почитува до крај. А народот недвосмислено одговори. Во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, а името Република Македонија. Македонците биле се и секогаш ќе бидат единствено македонци. На крај би сакал да потенцирам дека проблематиката околу тоа како Македонија ќе продолжи напред и во кој правец ќе се движи мора да се решава тука, во Македонија, од страна на македонци кои ги делат вистинските вредности. Судбината на Македонија веќе премногу долго се решава во четири очи во западните центри кои намислиле да стават крај на нашето постоење. Продолжувам гордо со сите расположливи средства да ја разбранам нашата татковина Македонија и убеден сум дека оваа повелба представува одличен и сигурен старт за понатамошни активности за одбрана на националниот идентитет и интегритет. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ.